во негово отсутство благодарам во негово име на можноста да бидеме активен дел на оваа дискусија со волка број чинители кои што се активно засегнати од овој документ. Имав можности да го прегледам. Имам неколку моменти на кои што бил сакал да истакнам внимание. На почетокот на минатиот век еден поранешен американски председател има многу кажана реченица. Зборете нежно, ама користите држите стабора. Speak softly, but always carry a big stick. И во овој начин ја сваќам дискусијата на сите чинители, и од политичкиот сегмент, и од невладиниот сектор, и од представниците на амбасадата, и на другите кои што се вклучени во овој процес. Со оглед на тоа што не сум само вработен на угода, туку и седам како председател на надзорен одбор за контрол на финансиското работење на хидросистем Зледовица. Во овие 3 години добро знам на кои се макина идовме да го избалансираме финансискиот тек на таа институција. Верувате, проблемите беа огромни и сега се доведе во некоја фаза на позитивна нова. Она за кое што говореше заменикот министер, да, точно е, владата дала подршка, ама некој седна и со тие луѓе работеше да се пополни таа апликација. Некој трошеше време и со нив да разработува системи кои што беа подпишани и допишани. И ми е многу драго што конечно тој систем ќе почне да излегува на површина, да ги реши сите проблеми кои што Македонија става на црна точка на јапонската влада за добивање на донации, токму заради неисполнување на целите поставени со проектот на хидросистем Зледовица. Јас им благодарам на сите чинители кои што учествувале во изработката на предстудијата. Огромен труд, многу време, многу пари, колку се пари тие знаат, но да бидеме начисто за неколку сегменти. Валоризацијата на природното богатство е значајна работа. Со оглед на тоа дека сум и магистар по органско земјоделско производство, добро знам што значи балансирање на природа и работа во зони на ограничена работа. Самото тоа што природата на даден локалитет изработила собствен баланс, собствен бидејќи природата без човечко влијание, укажа на тоа дека тој систем, ајде да не користиме за стручни изрази, тој сегмент на човечко влијание и на природни дејства апсолутно кажува дека тој систем е избалансиран. Она за кое што колегите се обидели и прават напори да го направат, е да го доведат во некоја фаза на заштита. Од друга страна, државата води сметка да обезбеди оптимален раст и развој на населението и на индустријата. Документот на крајот на 224 страна, ако не се лажам, во финансиската анализа вели дека се надеваме дека ќе обезбедиме финансиски средства од државата за операционализирање на целокупниот систем. Со оглед тоа дека сум јас заклет противник на давање субвенции. Апсолутно. Значи субвенцијата за мене не представува ништо друго, освен да земам од вас да му дам на некој друг и покривање на загуби на нерентабилно работење. Јас сум апсолутно свесен дека во првите години од воспоставувањето на таа зона е нужна државна подршка. Меѓутоа таа зона мора да стане самодржлива. Без самодржливост ние ќе се претвориме во ностоп само една огромна територија државата ќе ја претвориме во државно предпријатие. И никаде нема да не води. На крајот сите системи на вадење на зафаќање во поглед на концесии, во поглед на ДДМ, во поглед на персонален данок ќе запрат и на крајот ќе се најдеме во неодржлив економски систем. И на тоа сум должен да укажам како лице кој што се бави со оваква работа. Исто така го поддржувам и надловот разбирањето на сегментите да ја сватат другата страна. Го разбирам и тој сегмент и го поддржувам и потикнувам и натаму да разговараме. Бидејќи само низ дискусија можеме да ги пегламе нејаснотиите. Ја сваќам и скепсата на индустријскиот сектор, бидејќи на крајот на грешката вложуваат огромни пари, кои што се разбира сака се ги вратат назад. Сите чинители мора да имаат ќар, турски збор, или бенефит по новомакедонски. Мораме да најдеме рамнотежа помеѓу сите заинтересирани страни, користејќи и фондови на Унијата, и донаторски средства, да обезбедиме она што е зацртано во стратешките планови за развој на државата. Исклучувањето на било кој сегмент ќе носи до недоразбирање, ќе носи до создавање проблеми, тензии. Да не забораваме дека општините, односно сите ние обстојуваме благодарение на економската активност на сите стопански субјекти кои што делуваат на цела територија држава. Не е добро
да ги ставаме ние притиснати до зид, за да не може да имат простор за маневриране. От друга страна, водейки сметка за защитата на природа. Да завършам, да не бидам премного дълг. Я потикнал на тамошната на сите субекти, на донаторот, на ангажираната агенция или еколошко друштво или извършителна активност, во непосреден контакт со чинителите. Во 2006 година почнав да го заштитувам штип за токму по пета категорија, го доведовме до јавна расправа на седница на Совет на општина. За жал дојдоа кој што дојдоа сите тие планови ги тргна настрана, но додека дојдовме до таа фаза, секое село беше обиколено, на луѓето да им кажеме што значи зона, што може, што не може. Ве потикнувам и вас, бидејќи видов дека во документот сте воделе јавни дебати, но ве потикнувам не во градовите. Мислам, ве замолвам, немам наслов да ви наложам, ве потикнувам влезете во селата, разговарате со луѓето. Бидејќи тие на нив ќе се однесува исто овој закон. Нема да бидете исклучени од него. Разговарате со луѓето, ќе можете ова, ќе можете ова, ќе можете ова, нема да може. Да знаат. Бидејќи на јавната расправа ќе имат после градоначалниците проблеми. Ако се проблем заштита на подрачје, локално население не знае, тогаш ќе има друг проблем. А тоа сакаме сили да го избегнеме. Јас ќе ви заблагодарам вниманието и се надам дека бев многу правилно сватен.